Има сомнежи за финансиски малверзации во Сојузот на пензионери. Списокот е мощне долг и поради ова се бара итна оставка на председателката Станка Трајкова. Да се види работењето и трошењето на нашите пари, да се открие кој и колку има орочени средства, кој ги земал без одлука и присвоил за себе, кој и зошто купува станови и деловни простории и ги даваат под наем. Да се открие кој со пензионерските пари купува возила. Има и такви за жал. Да се испита и открие зошто е направен штетен договор за недвижен имот кој припаѓа на сите скопски општински здруженија на пензионери, а се работи за хотелот Пензионерскиот дом во Катланово. Поради наведеното, пензионерите ги повикаа надлежните институции да преземат активности поради големите аномалии во Здруженијата на Република Македонија и да се преземат мерки посебно за финансиско и материјално работење. Во меѓувреме, Здруженијето изготви нов закон за пензионерите. Да се постават лица кои што навистина ќе одговарат и кои што ќе бидат загрижени за обстанокот на пензионерите. И мандатот на председателот да биде скратен на само 4 години. Еден мандат од 4 години, понатака нема да се продолжува, затоа што сметаме колку повеќе се продолжува и реизборот на председателите, толку повеќе станува незаконски работење. Има и други луѓе кои што можат и знаат да ја водат оваа проблематика. Да не оставаме дека ние бираме, да не речам владици таму или дека ја бираме Елизабета II, како сега ќе речам госпоѓата Станка, па не можеме да ја смениме. Ова денеска во Свети Николе се истекна на првиот од неколкуте најавени протести на Здруженијето на пензионери Достоинствен живот.